Владата е пријателски настроена кон бизнисот кој треба да го креира растот. Бизнис климата е важна за да се остварат добри резултати. Ова е ставот на министерот за локална самоуправа Златко Перински, кој учествуваше на конференцијата Светот во 2025 година. Локалната самоуправа треба да го поддржува развојот. Сепак Перински вели дека наместо решавање на проблемите, некогаш општините се кочничари за фирмите, главно поради недостатокот на финансии за капитални инвестиции. Тој критикува дека градоначалниците не можат самите да си ги соберат парите од данокот на имот, некои не издавале навреме даночни решенија, а барале пари од централниот буџет. А имаме и општина која што во 100% си ги колектира сопствените извори на финансирање и тој градоначалник потекнува од бизнис секторот. Што значи дека не е дека не може, туку проблемот е дека не се сака. И субјективитетот во креирање на даночна политика, секогаш како предуслов е дали сме во изборна година или не сме. Па ако сме, нема да даваме даночни решенија, а ако не сме, може би и ќе дадеме. Дигитализација на услугите на општините кон граѓаните и фирмите. Ова е клучно за да се формираат модерни општини. Ако не се ажурираат базите на обврзници, наплатата на данок на имот ќе остане на подпросечно ниво од 50%. Мораме да овозможиме алатка, тоест можност за наплата на данок исклучиво по електронски пат и на тој начин ќе го минимизираме субјективитетот во делот на креирање на даночни решенија и во делот на корупција. За да може да понудат квалитетни услуги на фирмите и граѓаните, општините мораат да вложуваат во квалификуван кадар. Според Перински, бизнисот мора да работи заедно со локалната самоуправа ако сака да обезбеди на тамошен развој не само на локално ниво, туку и во цела држава.